Почитувани слушателе, ви посакувам Божи благослов. Пораката на Библијата. Библијата ја открива вистината за Бог. Сите тврдења во Библијата се вистинити. Библијата или Светото писмо тврди дека е Божи збор. Бог сака да комуницира со човекот и тоа го направи. Само во Стариот Завет над 3000 пати е употребена фразата "Вака зборува Господ" или "Бог рече". Библијата или Светото писмо е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистински Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Сите други, така наречени свети книги, се само човечка творба, без божествен авторитет. Библијата дава одговор на најсуштествените прашања во животот. Ни сите векови во историјата луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Од каде сме? Зошто постоиме? Што ќе се случи со нас кога ќе умреме? И така натаму. Писмото објаснува дека Бог како личност го создал светот совршен во секој поглед. Меѓутоа, во него влезе гревот и го расипа Божиот совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение. Тие се најдлабоки прашања што му се важни и потребни на секој човек, на мене, на тебе, на сите. Библијата ја открива Божјата природа. Таа го открива карактерот на Бог. Ако сакаш да знаеш каков е Бог, треба и мора да ја прелистате Библијата. Поинаку нема да знаете ништо за Бог. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива дека тој е љубов, праведен, свет, сегде присутен, вечен, сезнаечки и така натаму. Библијата како книга ни покажува како да стигнеме до Бог, како да го пронајдеме. Постои само еден начин да стигнеме до Бог. Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене." Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог. Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт со Него. Тоа може да се случи само преку Христос. Тој што ќе го признае Исус дека е од Бог испратен, Божи син, го има и таткото. Само преку Исус се доаѓа при Бог таткото. Библијата ја открива крајната дестинација на тие што не веруваат. Тие што го отфрлаат Исус и пораката на Библијата, ќе се најдат во најнепосакуваното место – пеколот. Тоа не е некоја црковна измислица. Тоа не е застрашување, заради авторитет и власт над луѓето, туку реално место на измачување. Тоа го зборуваше Исус, Павле, Петар, Јован и сите апостоли и црквата до денешен ден. Павле запишал: "Во пламенен оган за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господ и од славата на Неговата сила." Тоа е запишано во второ писмо Солуњаните, 1 глава, 8 и 9 стих. Потоа Павле во Филипјаните вели дека секое колено и јазик ќе се поклони пред него за слава на Бог таткото. Со еден збор Библијата открива дека по смртта постои суд за сите оние што ќе ја отфрлат нејзината порака. Библијата има цел и историја. Таа не е серија со неповрзани настани. Таа ги покажува сите настани кои имаат една цел. Во Библијата има почеток со ветувања и крај со исполнувања.
Го опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет, небесен, каде што ќе нема грев. Го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Библијата е основа за науката. Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга. Но мора и треба да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на самата наука. Многу нешта однапред се кажани во неа, иако науката се уште не била развиена како во денешново време. И Библијата има стандард на правилно и погрешно. Многу нешта од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал. Библијата не кажува како да живееме успешно. Таа ги опфаќа сите области на човечкото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените, пријателите и непријателите. Етиката и моралот се секојаш поврзани со верувањето во постоењето на Бог. Како резултат на таквата вера, се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро, доблесно и честно. Библијата дава одговор и на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле напишал: А мојот Бог ќе исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Исус Христос нашиот Господ. Во книгата на Евреите се зборува за Божјата грижа во секој период од животот. Јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Евреите, 13 глава, 5 стих. Библијата како писмо не зборува само за некои општи работи, туку дава и практична помош на поединецот, на секој што бара помош од Бог. Таа ветува дека ќе им даде благослов на сите кои ја почитуваат, кои го почитуваат Бог и му се послушни на Исус Христос нашиот Господ. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишано: Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него ден и ноќ, за да пазиш верно се што е напишано во него. И само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во своите потфати. Тие што размислуваат на Божиот збор и што имаат стравопочит од напишаното, Бог им даде благослов. Зашто е запишано: Па мојата рака го направи сето тоа и така сето тоа и настана, зборува Господ, но кон ово јас ќе погледнам кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. Исаија 66 глава 2 стих. А во првиот псалм се вели и ја истакнува важноста од читањето на Библијата. Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите или подбивачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќе. Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог, вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот. Само во Исусовото име, не во некое друго. А ова е запишано, пишува апостол Јован, да верувате дека Исус е Христос или помазаник, Божи Син, и верувајќи да имате вечен живот во Неговото име. Бог најде за сходно да разговара со нас. Бог како создател на сите луѓе сака да воспостави врска со секоја личност, па и со тебе. Библијата не е само книга, туку повеќе од книга. Таа е наречена книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божи збор кој го менува човечкиот живот. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања.
што му се потребни на човекот и во минатото, и во денешнината, и во иднина. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.